Што ако верата не е само нешто во што веруваме, туку нешто што го правиме? Ајде да истражиме еден навистина мокен теолошки коментар кој го превртува нашето разбирање за тоа што всушност значи да се живее со цел. Сигурно овие зборови се добро познати, но дали некогаш сме застанале да размислиме подлабоко? Што навистина се бара од нас со нив? За да ја откриеме суштината, мора да тргнеме на едно мало патување низ неколку клучни текстови кои, ќе видите, прекрасно се надоврзуваат еден на друг. А нашата прва станица е кај пророкот Исаија. Основата на целава идеја започнува со еден, би рекол, прилично радикален предизвик – да го поместиме фокусот од ритуалот кон акцијата. Според пророкот Исаија, Бог не е баш импресиониран од некои јавни, речиси изведувачки ритуали, особено ако покрај нив постои неправда. Вистинската богослужба, значи, не е во спектаклот. Таа е во многу конкретни дела на сочувство. Да го поделиш лебот, да вдомиш бездомник, да ги ослободиш угнетените. Со други зборови, нашите дела кон другите луѓе, ете, тоа е вистинската мерка за нашиот однос со божественото. Тоа е она што навистина се брои. И евеа неверојатната последица од сето тоа. Кога действуваме со правда и сочувство, токму тогаш и самите стануваме извор на светлина во светот. Добро, ајде сега да преминеме на псалмите, за да видиме како оваа приказна се развива понатаму, истражувајќи што всушност значи да се биде слика Божја. Но прво, мора да разјасниме еден клучен библиски концепт. Страв Господов. Ова не се однесува на тоа да се биде буквално исплашен. Напротив, се мисли на една длабока, љубовна доверба, слична на она што дете ја има во својот родител. И тука доаѓаме до една многу суптилна, но апсолутно клучна разлика. Погледнете, не вели дека ние сме правда или нежност, наместо тоа вели дека сме повикани да бидеме луѓе на правдата, на нежноста, со тоа што ги одразуваме овие божествени квалитети во нашите дела. Значи, ова е повик на акција, а не некоја изјава за вродена состојба. Добро, досака видовме што треба да се прави. Но апостол Павле сега ни кажува како да го правиме тоа. И морам да кажам, одговорот е прилично неочекуван. Апостол Павле прави една навистина остра разлика. Од една страна, ја имаме човечката мудрост, елоквентност, убедување, сила, мок, а од другата страна е Божјата мудрост, која на прв поглед изгледа како целосна спротивност. Еден понизен, распрат Месија. Еве еден увид од коментарот што е навистина мокен. Кога сакаме некого да убедиме, во коренот на тоа лежи идејата да го победиме, со аргументи. А објавувањето религија на љубовта некако не може да се базира на победување, зарем не? И тука лежи целиот парадокс. Излегува дека нашата сопствена слабост не е пречка. Напротив, таа е самиот услов Божјата мок да може да се манифестира преку нас. И сега, вооружени со ова подлабоко разбирање и за делата, и за ставот што се потребни, ајде да се вратиме на нашето почетно прашање. Еве каде лежи вистинската функција на солта и светлината. Тие не постојат сами за себе. Нивната цел е да го подобрат, да го осветлат и да го откријат она што веќе е присутно во светот околу нив. Значи, нашата улога не е да наметнуваме нешто ново. Наместо тоа, мисијата е да се посочи на добрината што веќе постои, да се открие вкусот на животот, да се открие убавината на светот. И да, тоа е повик кој бара огромна понизност. И така, патувањето се заокружува. Да се стане сол и светлина е всушност еден јасен 4-делен пат. Действувај праведно, споделувај великодушно, прифати ја понизноста и на крајот откри го доброто. И целата оваа синтеза не остава со едно последно, длабоко прашање. Прашање за размислување во нашите сопствени животи.